Во овие тешки услови во ситуација на коронавирус, поради протоколите кои ги налага нашата влада, мораме во оваа ситуација да одржиме оваа пресконференција, овој завршен настан, за да можеме да ги презентираме нашите постигнати резултати. Ќе дам мал вовед. Оваа година за Рома Верзитас беше доста успешна. Беа спроведени 5 успешни проекти. Коронавирусот и целата ситуација многу не погоди, но макотрпно работевме целиот тим на Рома Верзитас и успеавме сите проекти успешно да ги завршиме. Прв за збор и да го отвори целиот настан го повикувам господинот Реджеп Али Чупи да дојде и да даде воведен збор. Во првиот дел од моето излагање би сакал да се осврнам на работата и тековните активности на Ромскиот образовен фонд. Ќе продолжам за поддршката што РЕФ ја обезбедува за Рома Верзитас и на крај би завршил со нашите идни планови за интервенции, соработка со властите и граѓанскиот сектор во земјава, бидејќи двата сектора ги гледам денес се присутни тука, па ја би ја искористил оваа прилика и за тоа. Ќе почнам со неколку факти и информации. Предпоставувам, како што повеќето знаат од вас, РЕФ како фондација е регистриран во Швајцарија во 2005 година на иницијатива на господинот Џорџ Сорос и Светската банка. Тогашната идеја била да се формира фондација која ќе работи на вклучување и унапредување на образованието на ромската заедница како предуслов за интеграција во сите други области, како што се вработување, домување, здравство и останати. Работиме во 16 држави, во регионот на Југоисточна Европа, Западен Балкан, одскоро плюс Турција. Наши канцеларии како независни ентитети и подрачни единици имаме во Романија, Словачка, Македонија, Србија. Доскоро имавме и во Црна Гора, лани истата ја затворивме откако обезбедивме одржливост на активностите кои што таму ги имплементиравме преку тамошните власти и организации. Мисијата во РЕФ е фокусирана главно на давање придонес во изедначување на позицијата на учениците роми со останатите и на времено завршување на што е можно повисок степен на образование. Истата генерално се реализира преку две големи програми. Програмата за стипендирање, која доделува стипендии на средношколци, студенти, магистранти, докторанти кои студираат во нивното место на живење, но и во странство, и грантовата програма преку која финансираме невладини организации, државни институции, односно министерства, во реализација на проекти за вклучување, задржување и навремено завршување во сите степени на образование, од предучилишно до терцијарно ниво на образование. Она што е ново е тоа што во 2018 година бордот на РЕФ донесе одлука седиштето на фондацијата која скоро 14 години беше во Будимпешта, Унгарија, да се префрли во Белград. Целта е да се биде што поблиску до земјите од Западен Балкан, како би имале поголеми можности и достапност до фондови за поддршка на образовниот процес, а со тоа и на целокупниот процес на интеграција во Европската Унија. Во врска со процесот на преселување, би рекол дека е во напредна фаза. Фондацијата во Србија е легално регистрирана и целосно функционална. Просторот за работа е целосно реновиран и завршен. Дел од колегите кои работеа во Будимпешта се веќе преселени во Србија, вклучувајќи ме и мене како еден од директорите. Во фаза на префрлање сме и на останатите колеги, како и проектите кои се договорени преку унгарската канцеларија. Доаѓањето на РЕФ на овие простори значи многу за ромската заедница, особено за земјите од Западен Балкан, бидејќи тоа значи достапност до повеќе фондови на Европската Унија и други донатори кои финансираат проекти во овој регион. Освен ова, значи и можност за сите наши корисници, кои поминале низ некоја од нашите програми, да возвратат на некој начин кон својата заедница. Било преку работа за самата фондација или во други организации кои ние ги финансираме, секако и преку нивна вклученост на клучни позиции, би рекол, во државните институции и во приватниот сектор.
Исто така, ова треба да им значи и на сите држави кои беа дел од меѓународната иницијатива Декада за вклучување на ромите, која од 2016 година продолжи да функционира во друг, поразличен формат, затоа што РЕФ како фондација финансираше многобројни проекти кои денес се јавни политики на државните институции, а со самото тоа може да се смета дека сме дале придонес и во унапредување на целокупниот воспитно образовен систем. Соработката со РЕФ датира уште од формирањето на РЕФ, на почетокот преку програмата за поддршка на високото образование при Фондацијата Институт Отворено општество, а потоа и како самостојно и независно здружение на граѓани во кое воглавно работат поранешни и сегашни корисници и студенти на програмите кои ги реализира организацијата. Со задоволство и гордост можам да кажам дека и јас сум еден од корисниците на програмите и поранешен вработен во Рома Верзитас, додека истиот беше под Соросовата фондација во текот на моите студии. Денес соработката со Рома Верзитас е на највисоко можно ниво и истиот е наш стратешки партнер кога станува збор за нашите интервенции во делот на високото образование. Минатата година организацијата од наша страна беше поддржана со грант во висина од 80.000 евра за реализација на активности во 3 генерални компоненти: успешна транзиција на матуранти роми од средно во високо образование, академска поддршка и развој на студенти роми и личен и професионален развој на студенти и дипломирани роми преку алумни мрежа на Рома Верзитас и алумни мрежа на стипендисти. Покрај ова, Рома Верзитас е наш партнер и во имплементација на проектот ЕУ регионална акција за образование, зголемени образовни можности за ученици и млади роми во Западен Балкан и Турција, финансиран од страна на Европската Унија преку Директоратот за приширување во компонентите за средно и високо образование. Преку овој проект, покрај стипендиите, менторството и туторството, се имплементираат и активности кои придонесуваат кон зајакнување на капацитетите на студентите роми, преку стажирање, подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот и зголемување на можностите за нивно побрзо вработување. Вкупно 71.389 евра изнесува поддршката за споменатите активности. Понатаму, имајќи ја предвид ситуацијата со пандемијата, фокусот на РЕФ годинава во програмскиот дел е ставен на поддршка на нашите корисници и нивните родители, како и на образовните институции, за задржување на учениците роми и успешна реализација на образовниот процес во текот на пандемијата. Тоа го правиме преку веќе договорените проекти, но и преку ургентниот фонд кој беше формиран конкретно за оваа намена. Имено бордот на РЕФ на својата редовна седница во март годинава донесе одлука за формирање на ургентен фонд за санирање на последиците од кризата на меѓународно ниво, со кои се опфатени 12 држави од Југоисточна Европа и Западен Балкан. Целта на овој фонд покрај санирањето на постоечките последици предизвикани од кризата е и да се подготват училиштата, учениците и родителите за онлайн настава која очекуваме да биде повторно актуелна и потребна во иднина. Активностите предвидени со акцискиот план за имплементација на ургентниот фонд се насочени кон надоместување на пропуштеното знаење преку дополнителни активности кои се реализираа во текот на летниот период, помош и поддршка на родителите и децата за запишување во предучилишно, основно и високо образование, обезбедување на техничка опрема и интернет за следење на онлайн настава и друг тип на активности, како и развивање на онлайн платформи за следење на редовна и дополнителна настава во идниот период. Рома Верзитас е наш партнер во реализација на активностите од споменатиот акциски план во делот на средното и високото образование во Македонија, преку кој се доделија 210 таблети со интернет од вкупно 640 кои РЕФ ги додели во земјава.
Исто така се обезбедија и активности за дополнителна поддршка на средношколците и студентите роми, преку туторство, курсеви по компјутери, кариерно советување и друг тип на активности во услови на светска криза која што е поврзана со коронавирусот. Вкупниот грант за оваа намена изнесува 17.810 евра за првата фаза. Би сумирал вкупна финансиска поддршка од страна на РЕВ за Рома верзита за минатата година изнесува вкупно 169.199 евра за сите три проекти кои што ги спомена. Имајќи го предвид присуството на амбасадорката Сутер, која е истовремено и член на бордот на Ромскиот образовен фонд, би сакал да се заблагодарам за финансиската поддршка која фондацијата ја добива од самиот почеток на низината работа преку швајцарската развојна програма за соработка, која ги вклучува и активностите на ургентниот фонд за оваа година. Ваша екселенцијо, благодарам за вашиот личен ангажман и досегашен придонес во работата на Ромскиот образовен фонд. Пред крај би сакал накратко да се осврнам и на нашите идни планови за соработка и интервенции во делот на образованието. Минатата година РЕФ изработи, а бордот освои нова 10-годишна стратегија, чија имплементација е предвидена да започне од следната 2021. Стратешките цели на новата стратегија се насочени кон постигнување на добри образовни резултати, успешна транзиција на пазарот на трудот и јавно политичко водство, потоа кон инклузивни и висококвалитетни воспитно-образовни системи и РЕФ препознат како ресурс и центар за застапување на јавни образовни програми и политики на меѓународно и национално ниво. Пристапите кои се планирани за постигнување на споменатите цели се предвидени да бидат фокусирани на инклузивното образование, на промоција на ромскиот идентитет, фокус секако на квалитетот на наставниот кадар, обезбедување на финанси, градење секако на капацитети, наши и на институциите, и секако зајакнување на соработката со државните институции во спроведувањето на јавни образовни политики за унапредување на целокупниот воспитно-образовен систем со посебен фокус на ромската заедница. Имајќи ги предвид промените и реформите што во моментов се случуваат во Ромскиот образовен фонд, во наредниот период можни се одредени промени во стратешките цели и пристапи, согласно тековните состојби и генералниот контекст во регионот каде што работиме. Паралелно работиме и на анализа на проценка на капацитетите на партнерите со кои долги години соработуваме, поврзано со нивната понатамошна вклученост во имплементација на новата стратегија, како и обезбедување на еднакви можности за вклучување на нови партнери со нови идеи, капацитети и ресурси. На крај би сакал да упатам честитки до колегите од Сдруженијето на граѓани Рома верзита за успешно завршената имплементацијска година, да им посакам нови успеси во текот на идниот период и да изразам надеж за нова продлабочена соработка во текот на идниот период согласно нашите заеднички интереси во делот на образованието на ромите во Македонија. Благодарам. Ви благодарам, господин Реджеп, за вашето излагање, за информациите кои ги добивме. Павле, според. Ние продолжуваме понатаму. Како што слушнавме од господинот Реджеп, ќе се продлабочи нашата соработка понатаму и ви благодарам за довербата која ни изразувате. Го повикувам наредниот говорник да не се обрати, тоа е господинот Елис Мемети, председател на Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас. Во рамките на моето обраќање како дел од извршниот одбор на организацијата, ќе се осврнам на 3 точки. Ќе говорам за стратешката позиционираност на Рома Верзитас во поголемата слика на делување.
за можностите и предизвиците при спроведувањето на проектите со кои што во овие услови работевме, а кои што понатаму одговорниот проектен тим на чело со менаџерот на Ромерситас ќе образложат подетално за самите постигнати резултати и ќе говорам за идните планови и очекувања. Како што кажа и директорот, од 2002 година како програма и од 2014 година како самостојно здружение се обидуваме да создадеме една заедничка визија која што е многу компатибилна и усогласена со нашиот главен донатор, Ромскиот едукативен фонд, која што е отсликана во нашите стратешки цели, а која што пред се оди во насока на создавање еден кадар, или ние велиме заедница на средношколци, студенти и алумни, кои што го имаат тој препознатлив идентитет и кои што остануваат цврсто поврзани со заедницата во водството и напредокот на поширокото општество. Во поголемата слика на делување, организацијата е препознатлива претежно како сервисно ориентирана организација во која што 70% од активностите кои што произлегуваат од проектите кои што ги спроведуваме имаат токму таа тенденција да нудат сервис за оваа категорија или целна група на луѓе или млади лица со кои што работиме, претежно средношколци, студенти и алумни како генерации кои што ги создаваме. И ова не е ништо ново, затоа што и стратешки нашата стратегија е многу блиска, како што реков, и компатибилна со стратегијата и визијата на РЕФ, додека пак 30% од нашите активности се насочени кон застапување и свесни сме дека токму овој фокус на застапување ни овозможува препознатливост и видливост во јавноста. Имаме тенденција да го зголемиме нашиот фокус во процесот на адвокаси и грасрут делување, затоа што сакаме нашите луѓе и нашата заедница која што ја создаваме да биде базата за регрутација на кадри и водство на било какво политичко и економско движење. И во таа насока Ромаверситас во согласно со стратегијата која што ја усвои минатата година има 4 стратешки цели. Едната од нив е зголемување на бројот на запишани и завршени средношколци и студенти роми, поттикнување на вработувањето и зголемување на вработливоста на младите роми, како и развивање на ромскиот идентитет и солидарност кај младите образовани роми. Овие 3 стратешки цели ги идентификуваме како сервисно ориентирани цели и насоки, додека пак стратешката цел е ориентирана токму на застапување на интересите на Ромаверситас заедницата која што ја создаваме и креирање на потенцијал за лидерство или потенцијал за регрутирање, водство и напредок на ромската заедница. Тоа е нашата генерална стратешка позиционираност на организацијата во поголемата слика на делување. Во однос на можностите и предизвиците, како и резултатите при спроведувањето на проектите, реков дека повеќе ќе зборува одговорниот тим кој што работеше на овие дели. Јас само ќе се обидам да го заокружам делот кој што се однесуваше на неколку предизвици во овие тешки времиња на ковид криза. Сакам да кажам дека сепак успешно и брзо се прилагодивме на сервисите кои што беа насочени воглавно кон пружање на неформално образование. Ги следевме резултатите и последиците кои што нашата заедница или нашиот колектив и група се соочи. Воочивме дека мораме да ги искористиме и можностите кои што ни стојат на располагање во овие услови на криза и затоа учествувавме во ургентната интервенција поддржана од РЕФ, но и направивме брзи реалокации во рамките на постојните проекти. Ние успеавме сумирано да придонесеме да не се зголеми осипот во процесот на образование, успеавме да ја задржиме стапката на преминот една во друга
година, како во средното, така и во високото образование, преку peer менторство, туторства, ментори од факултетите кои што ги ангажиравме. Овозможивме поддршка во процесот на влез и упис во високото образование. Создадовме услови кај дел од најранливите во нашата заедница за следење на комбинираната настава која што ќе биде во тек. Креиравме можности и во овие услови за поблизо контакт со нашата заедница во однос на идентификување, насочување, мапирање и застапување на проблемите поврзани со ковид кризата. Имплементиравме програма за неформално образование која што возможи градење на вештини кои што не се учат на школа и на факултет, како и вештини кои што треба да обезбедат полесен премин и активација на пазарот на труд. Што е најважно, во овие интервенции Рома Веситас ги правеше со средношколците, од кои што можеме слободно да кажеме дека имаме и создаваме младина која што може посветено да се вклучува во општеството. Создадовме групација која што е спремна да го разбере контекстот и да учествува во процесот на креирање и имплементација на проекти и програми. Секако организацијата беше многу активна и во рамките на граѓанското движење Ваја, која што особено се фокусираше на придонесот на образованите роми и студентите во пошироката слика на делување, затоа што свативме дека кампањското делување создава активна и заинтересирана група која што врача во заедницата во однос на сето она што претходно и беше понудено. Потрошивме или имавме договори и контракти за една академска година приближно околу 260.000 евра, од кои што, како го кажа директорот, некаде околу 160.000 евра беа во огромном средства од Ромскиот едукативен фонд заедно со ургентната интервенција која што имавме. Од тие 260.000 евра како вкупно заокружена целна група работевме негдека околу со 300 средношколци и 150 студенти како заокружена група која што беше дел на директен или директен начин во рамките на проектите кои што ги правевме, или во просек потрошивме по 500 евра од корисник за сите активности планирани во проектите кои што ги правеше Рома Веситас. Понатаму, во понатамошниот тек на агендата, подетално ќе го зборуваат колегите и нормално имавме администрација која што вклучуваше некаде околу 11 лица кои што беа ангажирани со хонорар и плати како дел од проектните тимови на Рома Веситас. Во однос на идните планови и очекувања, кратко, ќе потенцирам дека Рома Веситас си понатаму ќе остане посветен и стратешки ориентиран партнер, корисник, клиент на Ромскиот едукативен фонд. Имаме аплицирано на неколку поголеми проекти во кои што има потенцијал Рома Веситас да биде дел од партнерите за спроведување. Во иднина многу повеќе ќе посветиме внимание на професионализација на организацијата во однос на адвокаси и поттикнување на групација за превземање на одредени повисоки одговорности во општествено-политичките текови. Ќе продолжиме со регулацијата и создавањето на кадрите како во средно, така и во високо образование. Квотите за упис на факултетите ги следиме и те мора да се почитуваат како во средното, така и во високото образование. Намалувањето на партиципацијата за упис во рамките на оваа академска година продолжуваме да го застапуваме по успешниот пример во Штип, каде што ромските студенти се ослободени од партиципација. Веруваме дека во процесот на застапување ќе успееме тоа да го промовираме и на Универзитетот Свети Кирил и Методи, особено во овие услови на криза. Ќе останеме будни кон новите предизвикани од ковид кризата и нивниот импакт врз образованието и вработливоста на Рома Веситас заедницата. Ќе настојуваме да го прошириме нашето делување и во останатите универзитетски градови, во Тетово, Штип, Прилеп и Битола, преку лоцирани истурени единици на Рома Веситас во локалитетите каде што се наоѓаат,
и секако и понатамо ќе учествуваме во кампањите на граѓанското движење Аваја со организациите со кои што градиме партнерство и синергии. Особено Рома Верситас најавува дека ќе учествува на кампањата за попис и престојните локални избори, како и следење на постизборните реализирање на вработување на ромски дипломирани кадри во администрацијата. Ќе завршам со тоа дека во рамките на ургентниот фонд Рома Верситас се откажа дел од администрацијата која што беше предвидена со поддршката од Ромскиот едукативен центар за да може да обезбеди дополнителни 50 таблети во корис на средношколците и ранливата категорија која што ја имавме затоа што мапирањето покажа дека има многу поголема потреба од следење, вклучување, работа со родителите и благодарност до колегите кои што и соработниците кои што тоа го овозможија затоа што тоа партиципација и покажување на учество е значајно и понатаму да се поттикнува. Како што кажавме, имаме 5 проекти оваа година што ги реализиравме во Рома Верситас. Еден е основниот проект, грантот, вториот е Emergency фонд, третиот е РЕФ во партнерство со Европска унија за средно образование, четвртиот РЕФ во партнерство со Европска унија за високо терцијално образование и петиот е Аваја, имавме учество. Прво ќе направам ја презентација за основниот проект, односно со развој и активизам кон еднаква интеграција и можности. Како што веќе напомена господинот Реджеп, овој проект беше состојан од 3 компоненти, 3 главни компоненти. Првата компонента беше да се вклучат матурантите роми, да се охрабрат и мотивираат да се запишат на факултет. Тоа беше почетно за да може проектот да се одвива понатаму. Втората компонента е академска поддршка и развој на студентите роми и третата компонента е поттикнување на лидерство преку волонтеризам и активизам. Компонентата 1 е составена од 3 активности. Вкупните средства кои се потрошија за првата компонента се 685 евра. Првата активност беше информирање според направено мапирање на средношколци матуранти роми од целата наша држава, каде што се одеше да им се објасни. Втората активност е професионална ориентација и кариерно планирање и третата е информирање и мотивирање на матуранти роми за запишување на факултет. Краток осврт имаме на сите 3 активности од првата компонента. Активноста 1, вкупно се потрошија 130 евра. Беа остварени 9 средби каде што учествува 99 матуранти роми во различни градови низ целата држава. На крајот од мапирањето, од овие 99 средношколци, 28 изразија подготвеност да запишат на факултет. Ке видиме при крајот на презентацијата дека овој број од 28 матуранти е многу поголем, значи нешто се случило во тој период, се надевам поради поддршката на Рома Верситас. Втората активност е професионална ориентација и кариерно планирање. Тука беа вкупно потрошени 555 евра. Беа вклучени 25 матуранти роми, се одржа 2 онлайн работилници, беа распределени во 3 групи, односно по 8 матуранти од прилика, беа фатени матуранти од целата држава. Гледаме, кога ги вклучуваме средношколците, матурантите и студентите во нашите активности да бидат од целата наша држава, односно да има правична застапеност регионална. Беа изработени 25 психолошки профили, индивидуални планови и им се помогна на матурантите да изберат нивната идна професија. Беше ангажиран професионалец кој има голем број на докторски научни трудови на светско ниво и матурантите беа премногу задоволни. Третата активност беше, немавме тука трошоци, бидејќи нели поради коронавирусот ја преориентиравме да биде онлайн. Требаше да се информираат и да се мотивираат матурантите роми зашто да се запишат на факултет и како може тоа да го направат. Беа вклучени професори од 4 универзитети од нашата држава, од Универзитетот Кирил и Методи, од Универзитетот на Југоисточна Европа,
Универзитетот Свети Климент Охридски и Државниот универзитет во Тетово, а како мотиватори говорници, како role models, беа двајца наши долгогодишни соработници, Фатма Бајрама Земовска, која воедно е и член на извршниот одбор на Рома Верзитас, и Силхан Ситов, кој е поранешен менаџер на Рома Верзитас и кој има длабок белег оставено во самата организација. Втората компонента е составена од 7 активности. Вкупната вредност на незино чинење е 15.554 евра. Ќе ги погледнеме се активност една по една. Првата активност е менторство, каде што беа планирани 1800 евра и сите беа потрошени и успешно беше завршена. Беа спроведени 12 менторства за студенти роми во првата нивна година на студирање. 9 универзитетски професори беа ангажирани и сите 12 студенти успешно се интегрира во универзитетот и ја запиша втората година. Втората активност е туторство. Беа потрошени вкупно 1702 евра. Беа туторирани 20 студенти, ангажирани 19 универзитетски професори, 15 студенти од сите 20 веќе ги добиле оценките и ги положиле испитите. Останатите 5, допред да почне настанот, ги контактиравте, се уште ги чекаат резултатите да бидат објавени. Верувам и сигурни сме дека и они ќе ги имаат положено истите испити. Активноста број 3 беа потрошени вкупно 4130 евра. Се работи за семинар за академски техники и вештини за учење. Беа вклучени 20 студенти од прва и втора година на факултет. Се одржа во Струга, во хотелот Бисер. Се одржа на почетокот на месец август. Се со цел чекавме владата да даде протоколи како може да се одвиваат овие семинари. Беше тешко и напорно, бидејќи требаше многу да се внимава за тоа. Беше ангажиран доктор Жарко Костик, тој е познат обучувач во нашата земја. Студентите ги научи како полесно да учат, полесно да меморираат, тај менеджмент и така натаму. Кај што може да забележите од сликите беа почитувани сите протоколи од коронавирусот. Паралелно беше и работилница за академско пишување. Исто така беа вклучени 20 студенти од 3 и 4 година, но беа вклучени и алумните. Беше ангажиран универзитетскиот доцент професор Марко Картолица, тој е наш долгогодишен соработник. И тука студентите се учеа како да пишуваат семинарски, есеи, магистерски трудови и така натаму, значи повеќе практични работи. Активноста 5 е обезбедување на професионална литература на студенти и постдипломци. Ние го викаме библиотека. Библиотеката на Рома Верзитас се состои од 148 стручни и научни трудени. Поради коронавирусот ние изработивме и е-библиотека, односно студентите и нашите корисници да може онлайн да ги нарачуваат книгите, па ние да им ги праќаме по пошта, дека тоа ни го наложи короната. Беа изнајмени 19 книги од 10 студенти, можеби бројката претходните години е поголема, но беа малци исплашени поради тековната ситуација. Во иднина планираме да направиме и електронски книги, само чекаме дозвола од професорите да можеме скенирани да ги ставиме и да ги изнајмуваат онлайн. Таа ни е идејата. Шестата активност е курс за компјутерски вештини. Вкупно не чинеше 1000 евра. Се одржа 3 месеци, мај, јуни, јули, односно месец дена откако почна короната, видовме дека можеме да го држиме онлайн, да се адаптираме. 10 студенти успешно го завршија курсот и сите се стекнаа со сертификати кои понатаму може да им служат за вработување, стекнаа знаење од MS Office, од Word, Excel, PowerPoint, пишување, имейл, работа на интернет и така натаму. Истата активност содржи и курс по англиски јазик, истиот период беше. 15 студенти го завршија курсот, се здобија со сертификати. Курсот се состоеше од основно и од напредно ниво, во зависност од колкаво е знаењето на студентите. Седмата активност е номинација најдобар студент на генерацијата, значи за активизам и они кои имаат најдобар просек. 2 студенти и студентки беа номинирани, тоа е Сибела Мамудовска со просек 10.00
и Сонита Фезовска со просек 9.25. Се уште сме во понатамошен контакт со нив и очекуваме понатаму да бидат вклучени во други активности, бидејќи не само ни голем број на други студенти роми се со голем капацитет. Третата компонента, воедно и последна за овој проект, е охрабрување на лидерство преку волонтеризам и активизам. Господинот Елис Мети напомена кои се плановите на Рома Верзитас. Првата, вкупно беа потрошени 15.415 евра. Волонтеризам, голем број на студенти и алумни беа волонтерски вклучени во Рома Верзитас. Поради тековната ситуација со COVID вирусот, повеќе онлайн беа вклучени. Ке кажат колегите и од другите проекти, имавме и контакт центар и работа на терен за помош. Најголем број на часови има двајца наши студенти, двајцата се студенти на правниот факултет на Универзитетот Кирил и Методи, Ервин Мамути и Брендон Сулеман. Ги повикавме, ама поради ограничениот број на гости не може да присуствуваат. Втората активност е студентска самоорганизација. Оваа година во студентската самоорганизација се одржа еден значаен настан, односно за прв пат во постоењето на Рома Верзитас се формираше студентска унија на Рома Верзитас. Изборите се одржа онлайн во месец јуни, каде што гласањето беше секако тајно. Еден човек регистриран во Рома Верзитас имаше право на еден глас. Беше тројца имаше кандидирано. Студентот кој имаше највише гласови беше избран за студентски лидер, тоа е Суда Дехари. Представник на алумните е Алмира Фасли и представник на средношколците на Рома Верзитас е Неас Рушидов. Интересно, млад тим, но веќе почна да организираат некои обуки и дружења во канцелариите на Рома Верзитас. Слободно утре ве поканувам од 15 до 18 часот да дојдете да погледнете нивната обука. Третата активност е летна школа за активизам, 3329 евра не чинеше, беа вклучени 20 студенти, беа ангажирани обучувачите Елвис Шакири и Марија Сулеманова. Студентите се здобија со знаење за граѓански активизам и владење на правото. Беа организирани разни интересни работилници, каде што студентите ужива дека учествува во нив. Паралелно, во истиот момент беше и летна школа за policy briefing, за јавен документ. 20 студенти беа уклучени од трета, четврта и алумни. Обучувачите беа Денис Селмани и Суат Скендери. Неформалните активности за јакнење на студентската заедница. Беа одржано повеќе онлайн средби со средношколци и со студенти. Веднаш по целата работа, кога се појави коронавирусот, сите ние бевме исплашени. Тука беа и средношколците и студентите. Рома Верзитас им даваше психолошка и социолошка помош на нивните корисници. Беа одржани повеќе онлайн дебати и презентации. Целата нивна посетеност онлайн беше преку 30.000 прегледи. Веднаш на 28 март, значи 16 на дена откако беше прогласена военна состојба во нашата држава, беше првата онлайн дебата со наслов образованието сепак мора да продолжи, за да ги мотивираме студентите и средношколците да продолжат со образование. Имавме дебата враќање во заедницата која беше одржана на 16 мај. Имаше презентација исто така на рев за стипендиите и така натаму и така натаму. Гледавме по секакова можност и начин да останеме во контакт со нашите корисници. Петата активност е Рома Индекс. Рома Индекс представува електронско издание на Весник, каде што се вклучени претежно алумни, каде што учат новинарство, но и односите со јавноста. 6 броја излегоа и едно специјално издание. Учествува повеќе од 15 студенти и вкупниот број на овие публикации беше околу 3000 погледи. Во компонентата 3, активноста 6, ромски ентитет. Имавме два позначени настани, 8 април и 2 август.
на 23 и 4 во 19 часот со мало задоцнување место на 8 април поради короната додека се организиравме. Беше онлайн пренесување јавните говорници во чест на 8 април, светски ден на ромите. Настанот се одржа под наслов да ставиме крај на ово ужасно молчење. Искрено да ви кажам, ја кога го гледав излагувањето на 6 студенти, ме лазеа морници за нивните судбини и насловот затоа и тој беше да ставиме крај на ова ужасно молчење. За ромски идентитет за 2 август, ден на Холокаустот на ромите, иако ситуацијата за одржување некој настан беше многу тешка, сепак сакавме да го одбележиме. Вкупно 28 студенти и алумни, денес жртва, утре човек, се слика, ни праќаа слики, направивме едно видео и го пуштивме на интернет. Ова е една активност за делување на 25 таблети за следење на онлайн настава. Првично не е планирана, но со релокација, поради тоа што дел од активностите не можеа да се остварат, бидејќи требаше физички контакт, ние веднаш реагиравме до РЕВ да ни одобри релокација за тие активности. Осетивме потребата дека треба да се доделат таблети и беа доделени 25 таблети. Се доделува во Рома Верзитас, беше присутен таму и господинот Реджеп и господинот Сенат. Тоа највише што ми израдува, за прв пат некои студенти роми ги слушна за нас, они не дозна, ние ги дознавме и така натаму. На крај само би резимирал постигнат резултатот од проектот. Со овој проект беа опфатени околу 320 студенти и преку 170 средношколци матуранти. Проектот имаше 3 компоненти, во кои имаше 17 активности. Таргетот на сите 17 активности беше постигнат и сите активности беа успешно спроведени. Успешноста на спроведување на проектот е 100%. Благодарам на професорите што дојдоа, кои беа вклучени во првиот проект. Едната професорка беше вклучена во активноста менторство, другата во активноста туторство. Ви благодарам што дојдовте и што имате време да одвоите да го споделите вашето искуство. Прво би ја повикал професорката Бачовска-Недик, кој е универзитетски професор на Кирил и Методи. Јас сум професор Јасна Бачовска-Недич и доаѓам од најголемиот јавен универзитет во Македонија, тоа е универзитетот Кирил и Методи, и придавам на правниот факултет социологија на право. Сакам да ви честитам за убавата организација на настанот, ви благодарам за поканата и за просторот, да проговорам за моето искуство на менторирање на студенти роми. Јас морам да кажам дека долги години соработувам со вашата организација. Од кога се воспоставија овие начини на соработка, туторство, менторство и навистина се чувствувам општествено корисна низ вашите програми. Морам да кажам дека многу од колегите на факултетот одбиваат да бидат тутори и ментори. Ние како професори добиваме и определена надокнада за овој ангажман, но верувајте дека мотивацијата да учествуваме во ова е нешто поголема од таа символична награда која што ја добиваме. На тој начин покажуваме една општествена одговорност и пред се почит кон ромската заедница во Македонија, која што знаеме дека има низа проблеми во интеграцијата. Со оглед на тоа што доаѓам од правен факултет, таму има 4 програми: правен, политички студии, односи со јавност и новинарство. Студентите роми највеќе доаѓаат да студираат право и политички студии, и овие студенти се малку посензитивни од другите студенти на универзитетот во однос на општествените проблеми на ромите, односно политичката нивна ситуација, економската, правната, и често пати низ програмите дискутираме низа вакви проблеми што мислам дека општествено многу значајно. Оваа година бев ментор на 20 студенти, но нема да го персонализирам тоа, бидејќи сум била менторка и на други студенти. Искуството е одлично и мене, искрено да ви кажам, менторството повеќе ми се допаѓа од туторството, бидејќи сум била и тутор, бидејќи покрај менторирањето, ќе кажам малку за програмата која што ги обучува студентите на меки вештини, како да направат биографија, презентација, како да се ориентираат на факултетот. Ние сепак и преку процесот на менторирање ги допираме и нашите доктринарни проблеми, односно јас предавам социологија на право, често пати сите примери да се припреми презентација правиме на теми од социологија на право, така што тука се поврзуваат тие две активности.
Во однос на програмата менторирање, повеќе години ги правиме истите активности од проста причина што се покажа како доста ефектни и интересни за студентите и понатаму им помагаат да тие поседуваат некои вештини кои што сега ги нуди нели неформалното образование, но токму на време, например да напишат мотивационо писмо. Ние преку тие менторски часови исто така ги учиме студентите да се ориентираат во универзитетската средина, например to-do list, да се запознаат со основите на европскиот кредит трансфер систем, да ја усвојат неформалната комуникација со професорите, бидејќи, знаете, тука имаме интересни случаи кога соимениот бекграунд на студентот не му возможил некоја основа. Често пати не знаат да разликуваат асистентот, професор, како да се обратат на студентот. Значи ги учиме на тие и формални аспекти, но и на неформални аспекти од комуницирањето и во овој дел имаме доста така интересни резултати со студентите кои што ги постигнуваме. Понатаму учиме академско пишување, гледам дека вие и пошироко, тоа е наш општествен проблем, универзитетски проблем. Ние во програмите универзитетски немаме академско пишување, што ни е голем проблем. И ги поздравувам тие ваши заложби. Ние исто така во овие менторски средби имаме академско пишување, овие студенти се можеби во предност во однос на другите студенти. Она што сакам да кажам за програмата, освен оние нели формални моменти кои што ги имаме во документите, една позитивна работа е што тука се формираат и персонални релации помеѓу студентите и професорите. Подобро се запознаваме. Значи, понатаму се зближуваш со студентот и тој ти останува под мониторинг се додека е тука присутен на факултетот и после тоа. Со овие студенти понатаму соработуваме и на разни други проекти, меѓусебно се почитуваме. И во однос на подошната нивна ориентација во општеството, пронаоѓање на работа, така што јас денеска навистина се радувам на секоја дополнителна средба со моите менторирани студенти, заедничко кафе. И мислам дека во оваа мала средина ние сме 2 милиона луѓе тука, така е во тој слој на правничката професија остануваме како една алумни група, понатаму која што навистина ми е драго што е формирана и јас секогаш понатаму со голема радост и со голем ентузијазам и со голема општествена одговорност ќе соработувам со Рома Верзитас, се додека има вакви убави програми кои што навистина им помагаат на студентите, не само во меки вештини, туку и во однос на подобро совладување на материјата, успешно завршување на студиите и понатамошно нивно успешно ориентирање во живот. Јас сум Олга Гигопол, доаѓам од фармацевскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Ова е моето прво искуство и прв ангажман од страна на фондацијата Рома Верзитас и ми представува особена чест и задоволство што сум денес тука, што сме на овој завршен настан на успешно завршена програма. Како што споменав, за прв пат сум оваа година тутор на студент од нашиот факултет и можам да кажам дека носам едно позитивно искуство од сето ова и се надевам дека истото ќе биде продолжено и понатаму во годините. Ова година бев тутор на Ненси Хазир, која што е студентка на една од програмите на нашиот факултет. Многу сум среќна и ми представува особено задоволство што интересот на ромите студенти на нашиот факултет се зголемува со текот на годините. Значи, има одредена тенденција на зголемен број на студенти роми. Во однос на конкретното туторство оваа година можам да кажам дека беше особено продуктивно, Ненси покажа голем интерес, за разлика од професорката со претходно излагање, јас бев повеќе ориентирано туторство за одреден предмет, иако имавме кратко време, успеевме да покриеме 2 предмети, кои што се од моето поле, наставно поле, и ми представува особена чест и што успешно ги завршивме двата предмети и двата резултира со успешно положување на истите. Исто така, како што спомена професорката, значи не само што се задржавме на тој конкретно туторство на тема од двата предмети, остваривме една персонална релација со Ненси и верувам дека и
со оглед на тоа што не си само што заврши прва година, ќе бидеме во контакт и понатаму и секогаш ќе бидам на располагање за било какви прашања, дали се од конкретно од одредена област на факултетот или пак нешто надвор од тоа, и се надевам дека ќе успееме ваква убава соработка да оствариме и во наредните години со наредни кандидати. Реформираше ургентен фонд за коронавирусот. Ние како организација веднаш аплициравме и благодарам до Ромскиот образовен фонд што ни одобри апликацијата. На почетокот ќе кажам општи факти за проектот. Како што кажав, беше иницииран и започнат како последица на коронавирусот. Периодот на реализација беше од 1 јуни до 31 август, значи цел тој летен период. Како што напомена предходно господин Телвис, ангажираните лица кои го земаа хонорарот, кои треба да го земат хонорарот, се откажуваат својот хонорар, како и дел хонорарот од овогодишните соработници, бидејќи кога правевме мапирање, првично имавме аплицирано за околу 160 таблети, но видовме дека потребата за средношколци роми за таблети е многу поголема. Затоа тоа што можевме максимум го направивме и набавивме 210 таблети. Мапирањата покажуваат и тоа го пративме доре во наредниот период дека најмалку уште 400 таблети се минимум потребни. Верувам дека ќе оствариме понатамошна соработка за можеме да ги задоволиме потребите. Целите, како што напоменав, е да се намалат негативните последици од коронавирусот, односно средношколците роми да можат да продолжат со онлайн настава. Значи им треба интернет, им треба таблет за да ги слушаат предавањата од професорите, исто така и дел од вештините да ги надополнат, како што се странски јазици, компјутерски вештини и така натаму. Ќе погледнеме надоле во презентацијата. Вкупната вредност на овој ургентен фонд беше 17.810 евра. Беа дистрибуирани 210 таблети и интернет картички. Исто така беше спроведен и курс по компјутерски вештини, туторство за матуранти роми кои сакаат да се запишат на факултет, кои претендираат, и кариерно советување и професионален развој за матуранти роми кои не сакаат да се запишат на факултет, односно кои сакаат да почнат со работа. Првата активност, дистрибуцијата на 210 таблети интернет картички, не чинеше 16.071 евро. Беше извршено мапирање на средношколци на ниво на цела држава од контакт центарот, кој беше комбинирано создаден со проектите, со сите проекти во нашата организација. Од прилика имаме околу 900 средношколци роми на ниво на целата држава. Тоа го направивме во соработка со Министерството за образование. Вкупно беа контактирани 543 средношколци, а селекцијата беше направена по претходно утврдени критериуми, односно нели кој навеќе има потреба. Од прилика табеларно, односно графиконски, можете да го видите приказот, беа направени во повеќе од 15 градови низ цела земја: Скопје, Кичево, Охрид, Прилеп, Виница, Куманово, Велес, Гостивар, за прв пат во Криволак, Пехчево, Штип, Кочани, Берово, Делчево, Радовиши, така натаму. Не беше лесно, односно во вакви времења на корона, тимот на Рома Верзитас даде се од себе и во преку 10 градови лично отиде да ги доделува таблетите, нормално почитувајќи ги сите протоколи. Малку побрзо сега ќе ги вртам страните за да запазиме. Доделувањето на таблетите во Скопје беше во канцелариите на Рома Верзитас. Беа доделени 30 таблети на средношколци роми од Скопје. Потоа имавме доделување на таблети во Прилеп. Тука беа доделени 15 таблети. Важно беше за овој проект и тоа што ме радува што успеа, не само да ги доделиме таблетите, туку и да воспоставиме контакт со општествените институции, односно со директорите на училиштата, со градоначалниците на општините, со самите професори, и идевме на добар прием, не очекуван до толку добар прием. Потоа доделувањето на таблетите во Штип, доделувањето на таблетите во Кочани,
додување на таблети во Виница, во Берово, во присуство на градоначалникот на Берово, во Велес, додување на таблети во Делчево, тука беше ангажирана нашата колешка Розета, додување на таблетите во Криволак. Интересно е да се напомене за Криволак, тоа е едно помало место во нашата земја каде што живеат роми и до сега немале толку допирна точка со невладини организации кај што може да добијат помош. Добар прием наидовме на родителите на средношколците и верувам дека во иднина ќе се интензивира соработката со нив. Додување на таблети во Куманово. Во Куманово имаме потреба за доделување уште не баш мал број на таблети. Верувам во наредна фаза ќе можеме да го исполниме тоа. Додувањето на таблети во Радовиш. Студентската унија на Рома Верзитас беше формирана во јуни и веќе во јули месец се вклучи во активности на Рома Верзитас, односно таа направи свое мапирање, дека има поинтензивнен и секојдневен контакт со средношколците и од нивна страна беа доделени 12 таблети во канцелариите на Рома Верзитас. Друга активност за стекнување знаење и вештини е курсот по компјутери, кој вкупно 588 евра го плативме, а останатите средства околу 1000 евра беа донирани. Беа вклучени вкупно 30 средношколци роми. Сите 30 средношколци успешно го завршија курсот. Беа офатени 9 градови од целата земја средношколци. Туторство за матуранти роми. Рома Верзитас, како што видовме и претходно, има туторство за положување на испитите во рамките на факултетот. Со Emergency фондот направивме да има туторство за да успешно се запишат на факултет. Беа фатени 20 матуранти роми кои сакаат своето образование да го продолжат на факултет и сите 20 матуранти роми кои го користеат туторство веќе се запишени на факултетите што сакаат, што ни дава до право да заклучиме дека доста успешна активност, односно 100% ни е постигната. Имаме последната активност, кариерно советување и професионален развој, 150 евра не кошташе, 25 матуранти роми, беа изработени кариерни планови, но воедно, бидејќи веќе имаме повеќе искуство, не само да се изработуваат кариерни планови, покрај изработката на кариерни планови беше направено истражување од агенцијата за вработување, каде што им се представи реалната потреба на пазарот на трудот. Постигнатите резултати, исто како во претходниот проект, беа опфатени преку 300 средношколци и матуранти роми се вкупно. Таргетот на сите активности беше постигнат и сите активности беа успешно спроведени. Успешноста на спроведувањето на овој проект е 100%. Ви благодарам. Сега ќе идеме со кратка презентација на двата проекта кои се во соработка со Европската Унија. Ја повикувам колешката Ане Матерска, која е проектен координатор на проектот зголемување на пристапот на учеството на учесници роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд. Почитувани присутни, добар ден. Како проектен координатор на проектот зголемување на пристапот и учеството на учениците роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, ќе се обидам преку имплементацијата на втората проектна година од овој проект. Овој проект е финансиски поддржан од Европската Унија и Ромскиот образовен фонд. Се спроведува веќе втора година, како што кажав. Оваа проектна година заклучно со 31 август 2020 година. Овој проект се состоеше од 3 компоненти кои што опфатија низа на активности. Првата компонента се однесува пред се на давањето на финансиска помош на средношколците роми преку доделување на стипендии. Втората компонента нуди менторска и туторска поддршка за средношколците роми и третата компонента се однесува на развојот на професионалниот развој и на градење на капацитети за настап на пазарот на труд на средношколците. Дел од овие активности ќе видите во текот на моето излагање поради ситуацијата со вирусот COVID-19 беа модифицирани, дел беа изменети, се со цел да се постигне планираната цел на проектот, меѓутоа и да се излезе во пресред на учениците роми. Првата активност
стипендирање на средношколци и роми опфати доделување на 25 стипендии на ученици од 1 до 4 година, од кои што поголемиот дел беа девојчина, 17 девојчина и 8 машки беа опфатени со оваа стипендија. Во текот на процесот на стипендирање се следеше нивниот успех во текот на школската година. И од нашите крајни анализи може да се види дека просекот на полугодие, разликата од просекот на крајот од првото полугодие и просекот на крајот од учебната година опфаќа зголемување за некаде од 0,77 просечна оценка на сите стипендисти. Што се однесува до менторството на средношколците роми, оваа активност е дел од втората компонента и беше спроведена онлайн, бидејќи ситуацијата налагаше така, нели? Беа опфатени беа планирани 20 средношколци, меѓутоа во соработка со ангажираните 10 ментори, успеавме еден ментор да работи со плюс уште еден ученик и беа опфатени вкупно 21 ученик. Целта на оваа активност беше матурантите роми да се мотивираат за да го продолжат нивното образование на факултет или пак можеби да се насочат во друга насока која што ќе им помогне професионално развивање или вработување. Од 21 менториран ученик, вкупно 11 успешно се запишаа во факултетите во Република Северна Македонија. Што се однесува до оваа компонента, морам да напоменам дека активноста туторство, која што припаѓаше во овој дел на активности, поради укинувањето на државната матура за оваа учебна година, беше заменета со нова активност, која што беше давање курс за англиски јазик за средношколците роми и влегува во третата компонента на проектот. Што се однесува до активностите поврзани со компонентата за вработување и транзиција на пазарот на труд, најпрво беше организирана зимска школа за градење на капацитети за настап на пазарот на труд на средношколците роми. На оваа зимска школа учествува вкупно 17 ученици. Беше организирана во февруари месец, успеавме да ја организираме пред да се деси сето ова со новата ситуација. Се разработија различни теми кои што опфаќа техники за пишување на кратка биографија, техники за пишување на мотивационо писмо, вештини и подготовка за интервју, форми на комуникација, деловна комуникација и слично. На крајот од оваа школа сите 17 учесници добија сертификат за учество на една ваква школа, што за нив како средношколци значи многу. Наредната активност беше која што веќе почна да се спроведува онлайн, беше курсот за работа со компјутери. Во оваа активност беа вклучени вкупно 10 ученици, од кои што 7 машки и 3 девојчина. Периодот на реализација беше 2 месеци, односно од март и април. Со оваа активност учениците имаа можност да добијат основни знаења пред себе, бидејќи стануваше збор за група која што првпат посетува ваков курс за работа со компјутери, основни знаења од областа на работата со Microsoft Office пакетот, работа со интернет и комуникација преку имејл. Наредна активност е курсот за англиски јазик. Како што напоменав, оваа активност беше воведена, односно реалоцирана со активноста туторство за матуранти роми. Оваа активност произлезе од разговорите и комуникацијата со средношколците, потенцирајќи дека англискиот јазик и како е важен и дека навистина имаат потреба од дополнително знаење по англиски јазик, па така со оваа активност опфативме 19 ученици, кои што во период од 2 месеци, исто реализацијата беше онлайн, успеа да завршат одреден степен согласно нивното првично знаење, односно спроведеното првично тестирање од страна на имплементаторот на оваа активност.
Понатаму, во текот на летниот период, онлайн беше спроведена и работа со 6 средношколци, која што им овозможи овие средношколци да развијат своја бизнис идеја и на крај да добијат еден изработен готов бизнис план, кој што веруваме во иднина ќе го поттикне предприемачкиот дух кај средношколците и можеби некоја од оваа активност само од план на хартија ќе стане и ќе се реализира како еден вистински успешен бизнис. Во делот на компонентата за градење на капацитети за настап на пазарот на труд на средношколците беа планирани и работни пракси. Ова е уште една активност која што заради ситуацијата и економската состојба во нашата земја мораше да се замене, меѓутоа во комуникација со Ромскиот образовен фонд, со колегите, успеавме да креираме кол центар кој што нудеше поддршка за ромската заедница, како што се медицинска стручна помош, основни прашања за како да се заштитат од коронавирусот. Сето тоа го работеа студентите, меѓутоа проектите се природно поврзани, па во оваа активност беа вклучени средношколците кои што работеа како логистичка поддршка на терен на заедницата. Беа опфатени 38 средношколци, успеа да завршат успешна работа во период од 3 месеци, што значеше делење на информативни флаери, комуникација со заедницата, работа на терен во однос на загрозените категории, помош во обавувањето на нивните основни потреби. Можам да кажам дека беше една прилично успешна спроведена активност, бидејќи средношколците успеа да дојдат во контакт со заедницата и веќе да почнат да се градат како личности препознатливи во нивната заедница. Да не преспукнав само нешто? Не. Добро. Откако се завршија дел од овие активности кои што беше возможно да се спроведуваат онлайн, останаа уште активности да ги реализираме во текот на летниот период, активностите кои што поради ситуацијата беа одложени, како што се организирањето на школи кои што ги градат капацитетите на средношколците роми преку фаќање на различни теми и вештини. Првата организирана школа беше летната школа за градење на капацитети за настап и активација на пазарот на труд на средношколците роми, која што опфати 3 теми: управување со времето, односно тајм менеджмент, вештини за барање на работа и активните мерки за вработување кои што ги има во нашата земја. На оваа летна школа присуствува вкупно 23 ученици. Периодот на реализација беше од 8 до 11 август. Ја реализиравме во хотел Бисер во Струга, исто како и на претходната зимска школа. Учениците по завршувањето на школата добија и сертификат за учество во оваа школа. И последната активност која што беше успешно реализирана од овој проект е школата за јакнење на идентитет, култура и демократија за ученици роми, каде што учество зедоја вкупно 17 средношколци. Темите кои што се разработуваа на оваа школа беа градење на тим, демократија, идентитет, владење на право и политичка култура, што всушност е една нова тема која што им овозможува на средношколците роми да добијат нови и пошироки знаења пред се за функционирањето на едно општество, нивната положба и како тие да се насочуваат. Морам да напоменам дека овие школи преку комуникација со средношколците се покажаа како доста успешни, ја зголемуваат нивната мотивација за учество во проектните активности, добиваат нови знаења и исто така морам да кажам дека на сите овие 3 школи учествува различен број на средношколци и имавме навистина многу голем број на заинтересирани средношколци. Овие резултати беа постигнати во текот на втората година од реализацијата на проектот, во кој преку учеството во овие активности беа опфатени околу 115 ученици со вкупен предвиден буџет од 71.389 евра.
Сметам дека средношколците се одлична група за работа на вакви проекти, бидејќи овие проекти и програми овозможуваат нивно градење уште од почетокот на нивното образование, што во иднина ќе овозможи да се изградат во успешни млади роми кои што верувам ќе транзитираат понатаму во успешно високо образование и различни позиции во општеството. Го повикувам колегата Ферик Сулеманов, координатор за вработување во Рома Верзитас, ангажиран на проектот зголемување на пристапот и учество на студенти роми во високото образование и транзиција на пазарот на трудот. Повели Ферик. Проектот, исто како и претходниот, веќе втора година поред се имплементира со големи шанси да продолжи и од оваа академска година. За разлика од проектот кој што претходно колешката го презентираше, каде беа вклучени средношколците, овој проект вклучува студенти и тоа во различни проектни активности. Од планираните активности можам да набројам дека имавме доделување на 5 стипендии за студенти роми, имавме активности како што се зимска школа за градење на капацитети, летна интернационална школа, работни пракси и исто така имавме програмирање на мобилна апликација која што представува унифициран начин на комуникација на Рома Верзитас со целната група за прв пат. Од планираните активности единствено не реализирано за жал остана летната школа која што беше предвидена да биде со интернационални партиципанти, односно вклучени партиципанти од земји каде што овој регионален проект практично се реализира. Поради рестриктивните мерки за патување, поради COVID предизвиците, за жал оваа школа не можевме и не бевме во можност да ја реализираме. Во академската 2019-2020 година доделивме вкупно 5 стипендии за студенти запишани на втор циклус во тесна соработка и комуникација со Министерството за образование и наука, односно со управата, заедно во соработка со колегите кои што се вработени во управата, успеавме да бидеме дел од нивната комисија за селекција на стипендисти, исто така и тие беа дел од селекција на нашата комисија за селекција на стипендисти, се со цел да немаме поклопување на стипендии и ниту еден студент или ученик да не остане без стипендија. Доделивме вкупно 5 стипендии за студенти роми кои што се запишани на мастер студии, од кои тројца се припадници на машки пол и двајца се припадници на женскиот пол. Како резултат може да прикажеме дека двајца од нив се магистрирале студенти на правен факултет. Во рамките на овој проект исто така организиравме зимска школа за градење на капацитети. Тогаш немавме корона, имавме буквално целосна слобода да ја организираме школата онака како што треба да биде организирана, со физичко присуство, без рестриктивни мерки. Имавме вкупно 15 учесници, од кои 8 машки и 7 женски. Темите кои што ги разработувавме на таа школа со нашите професионални обучувачи се пишување на кратка биографија, пишување на мотивационо писмо, подготовка за интервју. Имавме опфатено теми за можности и начини за отпочнување на собствен бизнис. Исто така имавме и опфатено теми за стекнување на вештини за барање на работа, односно активација на пазарот на труд. Оваа зимска школа беше организирана во Охрид, во хотел Климетица во период од 3 до 7 март. Во рамките на проектот имавме предвидено организирање на 20 интершипи во приватни компании, во невладени организации и во владени организации. За жал, поради ситуацијата со COVID-19, алтернатива на таа активност беше организирање на кол центар, каде што во соработка со нашите колеги од РЕФ успеавме да формираме кол центар кој што ќе ги задоволува барањата и потребите на ромската заедница во справување со предизвиците од COVID-19. Како унифициран модел до сега и како нешто ново за ромската заедница, не можам да кажам дека беше лесно прифатено, затоа што представуваше голем предизвик за нашата заедница од аспект на стекнување на доверба во нашите лекари, роми, алумни на РЕФ кои што беа ангажирани во овој кол центар. Имавме ангажирано 3 лекари кои што неуморно работеа во изминатиот период. Исто така имавме ангажирано 6 студенти
кои што несомнено ја дадоа својата поддршка во справувањето со COVID, ситуацијата со COVID-19, како посебна активност која што треба да се издвои во рамките на кол центарот е тоа што дававме медицинска стручна помош на засегнатите страни, нудевме техничка поддршка, нудевме исто така логистичка поддршка и организиравме мапирање на вкупно 540 ученици роми кои што се редовно запишани на некои од средните училишта во нашата држава. Исто така организиравме церемонија за потпишување на договори, која што беше во соработка со РЕФ и во соработка со Министерство за образование и наука. На таа церемонија заеднички потпишувавме договори со нашите стипендисти во рамките на проектот и со стипендистите на Министерството за образование и наука, каде што сите присутни имаа можност да слушнат за можноста за вклучување на проектните активности кои што овој проект ги нуди. Вкупно имавме 85 учесници на тој настан. Ова се дел од активностите кои што на кои што нели студентите беа вклучени во изминатиот период. Накратко тоа се резултатите кои што овој проект ги има реализирано во изминатиот период. За повеќе информации можете да посетите нашата веб страна или нашиот Facebook сајт и исто така ова е нашата мобилна апликација која што е унифициран модел на комуникација со нашата целна група, како и новата надоградена платформа на Рома Верзитас, каде што сите студенти кои што се корисници или сакаат да бидат дел од Рома Верзитат, може да нели онлайн да се регистрираат и да бидат во текст со сите наши проектни активности. Ви благодарам. Благодарам, Ферик. На крајот го повикувам Сирхан Усейн, студент координатор на АВАја во рамките на Рома Верзитас. Денеска на овој настан ја имам таа можност пред вас да говорам за досегашните активности и резултати на граѓанската иницијатива АВАја, како координатор за студентско организирање на АВАја во рамките на Рома Верзитас. Во рамките на иницијативата АВАја, Рома Верзитас учествуваше и делуваше за поголем и вистински активизам на студентите, овозможи поголема видливост на организацијата во јавноста, учествуваше во онлайн диалози организирани со ромската заедница. Дозволете ми кратко да кажам збор-два за граѓанската иницијатива АВАја, зашто и како се формира и кон што се стреми. АВАја започнува како граѓанска иницијатива која имаше за цел да ги артикулира и промовира интересите на ромската заедница пред засегнатите страни што ќе доведат до промени. Идејата за влијание беше да се здружат силите помеѓу Институтот за истражување за анализа на политиките Ромалитико, Сдружение на граѓани Рома Верзитас и Романо Авази, со цел да се зајакне ромската заедница, да се залага и да учествува во социјалните случувања. Од своето формирање до сега АВАја организираше и спроведе 3 кампањи. Кампања наменета за председателски избори 2019 година, кампањата COVID-19 која го офати кризниот пандемски период поради корона вирусот COVID-19 и кампањата наменета за парламентарни избори 2020 година. Првата кампања на АВАја ја организираше поради престојните председателски избори, офати повеќе активности како јавни дебати со ромската заедница во 14 општини, се со цел дискутирање на нивните приоритети и потреби. Иницијатива поддржана од повеќе од 10.000 роми, јавни сослушувања со председателските кандидати од втората рунда на избори и повеќе од 1200 роми во Скопје. Исто така беше организирана дипломатска вечер со премиерот, неговата делегација, представници на амбасади како што се германската, швајцарската и француската и фондацијата Отворено општество Берлин.
Како втора кампања спроведена од страна на АВАја е кампањата COVID-19 како одговор на итните потреби на ромската заедница поради кризната состојба од глобалната пандемија на појавата на коронавирус COVID-19. Во рамките на кампањата беа спроведени јавни сослушувања во 15 општини, каде ги поканивме локалните власти заедно со ромската заедница, се со цел дискутирање на нивните колективни приоритети и потреби за време на пандемијата. Исто така беше спроведена донација од $17,000 за 15 општини каде што живее ромската заедница, се со цел олеснување на условите на пандемијата во склоп на потребите дефинирани со сослушувањата во секоја општина. Јавно сослушување со националните власти на европските амбасадори заедно со ромската заедница, се со цел дискутирање на тоа кои се предизвиците и решениите и проблемите поврзани со пандемијата и ромската заедница. Последната искорешна спроведена кампања е во рамките на неодамнешните парламентарни избори 2020 година, каде што се во период се спроведеа за избори на АВАја, активно се ангажирали и ги спроведле следните активности: идентификација на потребите и проблемите на ромската заедница и креирање програма која е наменета за политичките партии за тоа што очекува ромската заедница од владата, медиумска кампања за информираност на тоа колку е важен изборот и вредноста на правото на глас. Поканивме политички лидери од најголемите политички партии во државата за јавно сослушување со ромската заедница и мониторинг на изборите со помош на нашите следбеници на социјалните мрежи. Во однос на постигнатите резултати, граѓанската иницијатива АВАја од своето формирање до сегашната своја работа постигна бројни видливи резултати. Дел од досегашните постигнати резултати се зајакнување на заедницата да ги практикува алатките за активно граѓанство, отчетност на политичарите за ветувања дадени на ромската заедница, информиран избор и вредност на давање глас пред изборите, влијание врз големување на националниот буџет за ромските проблеми. Се боревме против изборна манипулација и купување гласови за време на изборите. Влијание на председателот на Република Северна Македонија да одржи и да вработи експерт за роми во неговиот тим, дистрибуирани економски мерки што ќе офатат ромската заедница како мерки од страна на владата, влијание врз пасивните баратели на работа да бидат префрлени како активни баратели на работа, се со цел да ги користат мерките од владата, и влијание врз решение за привремени лична карти за лицата со безлична документација. Ова се дел од нашите активности, достигнувања и резултати. Ќе настојуваме да делуваме активно, бурно и храбро во периодот кој што следи во наредните активности и иницијативи во корист на нашата ромска заедница. Ви благодарам на вашето внимание. Благодарам, Сирхан. Почитувани, дојде крајот. Јас ви благодарам уште еднашка на вниманието, на трпението.